Почитувани, по примерот на недомаќинското и неодговорно работење на владата на Република Македонија, предводена од СДСМ, така работи и локалната самоуправа во аеродром, предводена од Златко Марин. Градоначалникот Златко Марин, согласно кварталниот извештај за реализација на буџетот на општина Аеродром, успел да реализира капитални инвестиции во износ од едва 22% од проектираните согласно буџетот изгласан на негов предлог. Она што е позагрижувачки е реализацијата на буџетот во делот на локален економски развој, кој изнесува 0 денари, како и реализацијата на буџетот во делот на заштита на животната средина и природа, која за вкупно 9 месеци од 2018 година исто така изнесува 0 денари. Додека аеродромци се гушат во чат, ѓубри и депонии на секој ќош, Златко Марин не се труди да реализира ниту еден денар инвестиција за заштита на животната средина, иако тоа му беше една од главните предизборни ветувања. Мерната станица во Лисиче со месеци не работи, а загадувањето руши рекорди. Уште една огромна лага на Златко Марин и СДСМ е реконструкција на патот Драчево, Долно Лисиче и Јурумлери, каде денес се наоѓаме. Марин во неколку наврати, по преземањето на градоначалничката функција, ги лажеше жителите на Долно Лисиче дека во најскоро време ќе отпочне реконструкцијата на патот. Меѓутоа, и по една година на власт, реализацијата не е ни на повидок. Градежната сезона е при крај, поради што повеќе од јасно е дека Долно Лисиче и оваа година нема да дочека нов асфалт. Градоначалникот е должен да им објасни на лисичани до кога ќе чекаат неговите ветувања да се остварат. Кога планира да отпочне со реконструкција на патот Драчево, Долно Лисиче и Румлери? Дали, освен исклучувањето на мерните станици, ќе реализира уште некој проект со цел намалување на загадувањето? Почитувани, со лаги избори се добиваат, ама лагите кратко траат и излегуваат на виделина. Златко Марин успешно докажа дека пред избори може да вети се, а после избори може се да заборави. Благодарам.